Почитувани, ЗАЕВ продолжува да поставува партиски функционери и војници за членови на Регулаторната комисија за енергетика, која согласно закон треба да биде независна и непартиска. На предлог на владата за член на Регулаторната комисија за енергетика предложен е Андреј Тасев од Дојран, член на највисокиот орган на СДСМ, Централниот одбор на партијата. Според член 17, став 3, точка 5 од Законот за енергетика, јасно е назначено дека функцијата член на Регулаторна комисија за енергетика се врши професионално и е неспојлива со извршување на друга функција во политичка партија или работно место. Тасев бил советник во Советот на општина Дојран од редовите на СДСМ во 2 мандати, а во 2014 година бил и кандидат за пратеник од листата на СДСМ во 4-та изборна единица. Имајќи во предвид неговата биографија, нема сомнеш дека Тасев е партиски функционер и истурен играч на ЗАЕВ, кој до денес е политичар, а од утре треба да биде независен. Дали има некој во државава кој верува во овие приказни на СДСМ? До вчера седел во Централниот одбор и давал подршка на политиките и одлуките на ЗАЕВ, а од утре треба да биде независен и непристрасно да одлучува за цената на нафтата, водата и струјата. Па со вакви партиски функционери во Регулаторната комисија за енергетика не е воопшто зачудувачки што поскапе струјата во ек на пандемија. Тасев, освен што ги исполнува партиските услови да биде функционер, не исполнува ниту еден друг услов. Имено Тасев не го исполнува ни условот од член 17 став 3 точка 2 од Законот за енергетика, каде јасно се наведува дека за член или председател на Регулаторната комисија за енергетика може да биде именуван државјанин на Република Македонија, кој го исполнува следниот услов: во последните 15 години пред именувањето да има најмалку 10 години работно искуство во енергетиката, односно во обезбедувањето на водни услуги. Ако ја погледнеме биографијата на Андреј Тасев, која истиот ја доставил, тој го нема потребното искуство, па во своето скромно CV навил дека бил ангажиран како надворешен соработник во Комуналец Полин од Стар Дорјан и Комунална чистота од Богданци. Во член 17 е јасно наведено дека се бара работно искуство, а не консултантско искуство, нити пак соработничко искуство и никакви потврди за соработка или консултации не може да бидат земени предвид. Очигледно е дека наведениот кандидат не ги исполнува условите за станување на член во Регулаторната комисија за енергетика, кои се бараат согласно Законот за енергетика, а функцијата му се доделува по претходни заслуги и ангажмани во партијата. Во Регулаторната комисија за енергетика се згрижуваат само партиски полтрони и послушници на СДСМ, а тоа покажува дека Регулаторната комисија не е независно тело и работи комплетно под диригентската палка на раштиманиот Зоран Заев. Токму заради ова, ВМРО ДПМН предлагаше професионализација на Регулаторната комисија, но очигледно можноста за поставување на партиски кадри е шанса која СДСМ не сака да ја изгуби. Но сето ова наскоро завршува. Благодарам на вниманието.